Во нашата држава веќе една година постојат 3 центри за поддршка на згрижувачките семејства. Едниот од каде што јас доаѓам, едниот е во Битола во рамки на јавната установа Дом за мали деца и доенчиња и центарот за поддршка кој што е во рамки на СОС детско село. Нашата денешна посета на градот Берово е во рамки на националната кампања која што се спроведува преку проект на СОС детско село во соработка со сите 3 центри за поддршка на згрижувачки семејства и со поддршка на Министерството за труд и социјална политика. Целта на оваа кампања е токму развивање и ширење на мрежата на згрижувачки семејства низ целата држава, со оглед на тоа дека градот Берово е град кој што е во рамки на Центарот за поддршка при јавната установа Детски дом 11 октомври од Скопје, односно Центарот за социјална работа од Берово соработува најблиску со овој центар за поддршка. Затоа сме присутни ние денеска тука, заедно со представниците од СОС детското село. И главната посета е токму на еден ваков начин, многу понепосредно да се приближиме до граѓаните, да ја објасниме улогата и значењето на згрижувањето како форма на заштита на децата без родители и родителска грижа и на секое друго дете кое од различни причини се јавува во одреден ризик и има потреба да биде згрижено со овој вид на форма. Згрижувањето е форма на грижа која што долги години постои во нашата држава и има своја традиција, но со оглед на тоа дека го следиме процесот на деинституционализација кој се спроведува во нашата држава, неминовно е да ја развиваме оваа форма, бидејќи целта ни е да немаме деца во рамки на институциите, туку напротив да секој дете кој има потреба од грижа биде згрижено во рамки на згрижувачко семејство кое што е најблиска средина до биолошкото семејство, здрава средина каде што ќе може адекватно и правилно да се развива и да ги задоволува сите своји потреби и интереси. Јас сум Аврамовска Љубица, згрижувач во детско село. Овде сум за да ве повикам сите од цела Македонија, посебно од Берово. Берово ми е многу драг град, пошто сум беровска снаа. Луѓе, пружете рака, згрижете дете. Од тоа поубаво нема. Јас сум многу горда што сум згрижувачка, а емоциите ми се враќат кога го посетив градот. Еве овде, на 3 метра сум од бившето работно место. Не, да бидеш згрижувач е незаменливо. Јас имам згрижено 15 деца. Во моментот имам и многу мало дете, што од моите внуци е помало. Луѓе, пробајте, размислете, дојдете. Еднаш згрижувач, нема откажување. Многу ми е жал, дојдов до границата кога треба да заминам во пензија. Многу ми е жал, зашто не можам уште неколку деца да згрижам. Никогаш нема да се одделам од нив. Ми е жал, многу се умни, а тоа малото нема никогаш да го заборавам. И ако нема да бидам згрижувач, ќе му излегувам во сусрет. Благодарам. Дојдете, размислете, нема да се покаете. Дојдете на госте, ние сме отворени за сите да видат па да станат згрижувач. Оваа кампања организираме во 25 општини во Републиката, до сега изминавме 10, ни преостануваат уште 15, значи оваа кампања ќе се спроведува практично секоја година со различни активности во соработка со центрите за поддршка, Министерството за социјална работа и политика, како и локалните самоуправи. Важна е поддршката од локалните самоуправи кои што навистина покажуваат еден исклучителен проактивен однос кон нас, за што сме многу благодарни. Згрижувањето е на форма на заштита која што се покажува како најуспешна и дефинитивно носи многу бенефити како за семејството, така и за децата, односно за целото згрижувачко семејство. Во позадина заеднички напори се прават симултано да се подобрат уште повеќе условите за згрижувачките семејства и за децата, нели, нивните бенефити за нивната иднина. Она што општините начинот на кој што општините се вклучуваат во локалната кампања практично е многу важен, тоа може да биде на различни начини, вклучување на активности за згрижувачките семејства во годишните програми за локалните самоуправи, може да биде еднократна парична помош, летен одмор или како што градоначалникот Звонко Пикевски предложи 5000 денари месечен надоместок за постоечките и за новите згрижувачки семејства. Во моментов имаме 574 корисници згрижени
згрижени деца во 324 згрижувачки семејства и секако се надеваме оваа бројка да зголемиме во годините кои следат, за ниту едно дете да не остане само. Она што најважно би го нагласила е отварањето на новата веб страница згрижување.мк, како и Facebook страницата згрижување.мк повторно, каде што може да се пополни форма, да се дознаат сите информации, да се јавите нели за да ги дознаете бенефитите, да ги погледнете условите, а телефонската линија која што е достапна 24/7 може да не контактирате за да ги дознаете сите понатамошни услови или сите прашања кои што ги имате во однос на згрижувањето. Во Малешевијата моментално имаме само едно згрижувачко семејство, а сметаме согласно нашите проценки дека капацитетите се многу поголеми за згрижувачки семејства и за згрижени деца. Посебно земено в предвид стручната поддршка која што добиваат покрај финансиската поддршка на месечно ниво. Стручната поддршка која што нашиот стручен тим на социјални работници ја пружа е 24/7, значи постојано се достапни за згрижувачите и навистина за секој проблем може да се обратат и да го решаваат заеднички. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, сакам да искористам оваа прилика да дадам поддршка на кампањата Подај рака и промени живот, стани згрижувач, која што денеска е во Берово и која што има за цел да го зголеми бројот на згрижувачки семејства во нашата земја. Општина Берово постојано работи на унапредување на социјалната заштита на локално ниво, овозможувајќи постојано нови услуги преку програмата за социјална заштита и преку институциите за социјална заштита во општината. Верувам дека кампањата ќе биде успешна и после овој настан и Берово ќе биде дел од успешната приказна за згрижувачки семејства и секој дете ќе биде заштитено од евентуално насилство и злоупотреба, ќе има топол дом и ќе биде соодветно згрижено. Од страна на општината ќе бидат преземени сите соодветни мерки за да им се даде поддршка на згрижувачките семејства. А се разбира, како градоначалник на општина Берово ќе предложам и соодветна мерка преку програмата за социјална заштита со цел семејствата да добијат и соодветен паричен надоместок од општината. Искрено верувам дека бројот на згрижувачки семејства во општината ќе расте, овозможувајќи им правилен психосоцијален развој на сите деца во услови најблиски до биолошкото семејство и градејќи едно општество за сите.